Во втора фаза е процесот за реконструкција на модуларната болница во Штип, пошто истата треба да биде ставена во функција за пациентите преку мој термин. Во моментот се работи на поставување мебел, клима уреди и слично, со цел во најбрз временски период да биде функционална. Дополнително ќе се работи на времен паркинг простор кој ќе биде обезбеден за пациентите и ќе може да се користи. Процесот на реконструкција на модуларната е веќе во втора фаза, во втората половина. Се средуваат тие финиси, значи врати, веќе мебел, има клими, поставување, поправка на струјата што ќе е. Исто така во координација со општината и со градоначалникот планираме синхронизирано да може да се работи, значи, и на алтернативен паркинг простор што би бил времен паркинг простор за пациентите што ќе доваѓаат во мој термин во модуларната, и се надеваме во скоро време да профункционира. Јавната набавка е завршена за втората етапа на поправки и од наредната недела веќе ќе има активност таму горе. Над 150.000 пациенти на годишно ниво во Штипската клиничка болница се за прегледи преку мој термин, со што се прави дополнителна гужва пред болницата. Со пуштање во функција на модуларната болница ќе се намали метежот пред клиничка болница Штип, пациентите ќе бидат поделени, со што ќе се овозможи подобро функционирање и подобри услови. Тие што се елективни пациенти во мој термин да бидат во горната половина на болницата кај модуларната, додека тие што ќе бидат итни, ќе бидат во овој дел кај што е сега приемно. Со тоа се надеваме дека овој метеж со гужви со коли, бидејќи 70% од колите се на пациенти што се во мој термин, тие ќе се надеваме да бидат горе, а доека тука долу би било по оптимални услови за функционирање. Во модуларната болница во Штип првично е предвидено да бидат сместени 15 амбуланти каде ќе се вршат специјалистички, субспецијалистички прегледи преку мој термин. Модуларната болница беше поставена во време на ковид пандемијата, а потоа истата беше мета на кратци. Со цел да се искористи рационално се прават сегашните напори со што ќе се постават амбуланти за пациентите.